Значи, извидничко-поречанскиот одред Галеб од Скопје е меѓу најстарите одреди формирани во Македонија, а факт е дека извидничко-поречанскиот одред Галеб од Скопје, затоа и го нагласувам тоа поречански, е прв поречански одред во Републиката. После се формира Димитар Влахов, Велес и така натака, постојат и посади во рамките на одредите поречански посади, така да, али прв поречански одред со плава униформа е Галеб. А станав извидник ради моите другари, уствари, пошто ме навлекоа на таа убав повик. Да, адекватен збор вајде. И никош до себе сум се покајал што сум станал извидник, е така малце 50 години напуних се. Член на извидничко-поречанскиот одред Галеб сум од 1966 година, званично со книшка. Иначе имам 2 години пред тоа, тамо негде од 64-та. Јас би сакал и за тој период да ви зборам за патролата Харпун. Така ни се викаше трета патрола Харпун, бидејќи нели Харпунот е поврзан со лов на риби и така натака, поречанството. И од таа патрола Харпун произлезе фактички покасно старешинството и луѓето кои го водеа одредот. Значи, името на мојата прва патрола не ми текнува воопште, затоа што малце чопоративно во тоа време работеше и по Галеб. И од кога го конструиравме да бидат разгранети некои си работи, кога почна да се прават патроли, јас бев тој првиот што ја водев 4 млади корморани, сегашни, како се вика, млади... Исто млади корморани? Иначе јас сум првиот водач на млади корморани. Сигурно е 80 и некоја, бројки не ме прашај. Кога мене ме прашале, јас веќе на работа со Вилјарен, старешина, и што браиш со тие деца таму? Што? Ги носите тамо, се бањат, јадат, спијат? Не. Викам, ништо не можам ти кажам што прават. Пушти ги твоиве деца и они ги ти кажат што правим. И после завршетокот на лаборувањето или овде која не биле, која само си извидници и шетат, што викат заводно и разговарат, им кажуваат дека па вие не знаете каков живот е тоа на родителите. Па тоа е школа, вика. И ке ми кажат родителите нивни, абе, детето ни е сменето. Да. Детето е сменето. Прво, друг живот води. Не излева без врска, излева се среќават со извидниците. Дома веќе нема лежење, нема губење време, нема, иде на учење, од учење, оди со извидниците, се среќават и веќе знае и све што се јаде и нема никаков проблем со тоа, нема никакви односи на викање, на расправи. Вика, тоа е друга особа. Значи, овој воспитен, културен дел. Не баш секој пат кај нас. Беше застапен и ние создадовме луѓе со карактер, луѓе образовани, културни и почитуват. Луѓе со слободен дух, најкратка дефиниција. Ја ќе ви кажам, луѓето кои ќе им кажавме извидничко-поречански одред, изразот поречански им беше чуден. Не знае што тоа означува. И они сметаат дека ние сме нешто имаме врска со поречието, знаеш, делот на Македонија. Дојќи им објаснивме дека сепак нашите активности се поише на вода, тоест на река, и затоа и носиме плави униформи за да го сватат самиот израз. И еве сега да речеме за поречанството во Галеб беше едно сигурно 10, можеби и повеќе години прекинато. Имаше изложен чамец и некои деца таму пред 10 години валјда им објасна што е чамец, пошто никош не виделе. За среќа решивме и продолжи таа традиција која што
не знам дали некој од постареве ја кажа, бидејќи и по Галеб, и по Јадран, и Градски сојуз на извинници беа организатори на првомајска плојда, баш сега ќе има и слик, бидејќи ние сме биле, значи, едни од организаторите на првомајската плојда, која што била традиционална повеќе од 20 години. Поречанството е вратено, значи, соработувам со децата и имам желба да ги научам што било тоа поречанство, за да продолжи тоа да не ги носиме џабе плавите униформи. Сега стата со тага бил. Тие плојди, значи, активност и пополнетост до крај и една добра работа, да не се фалиме дека и по Галеб бил добар во тоа или во она. И по Галеб никогаш немал второ место, само прво место секогаш. Секогаш на сите такмичења сме биле први и никогаш не сме имале второ место. Значи генерацијски. Све од извидништвото сум применил и на приватен и на професионален план. Све. Буквално од почеток до крај. Од искуството да се направиш своја куќа за својата фамилија до однесување со луѓе. И ден денеска успешно функционира свето тоа. Тоа е снаодливост во секоја ситуација. Тоа е концентрација во секоја ситуација. Тоа е односи со луѓето. Научивме комуникација. Научивме како треба со луѓето да се постапува и со помладите и постарите. Второ, каде да отидам денес? Во која институција? Државни органи, политики, политички партии, бизнис, стопанство. Сегде некој извидник има. И веднаш ме праша, зар не се сеќавате на мене од тој логор? Не се сеќавате на мене од таа смотра? И се завршува работата док трепнеш. Одма, во банка, во каде не, во сите институции. Вие немате представа колку извидници денес има. Помлади, постари и со пензионери кои ќе се сретнеме, мои генерации, и од работата кога одам службено. Тоа не се добива во ниеден момент во друга организација, тоа не се добива само во школа, тоа не се добива само во работен однос. Оваа школа и овие можности што ги дават извидниците се толку битни, толку добри, што молам да наставите така и вие да работите. Познанствата се страват на работа. Не би издвоил ништо, затоа што тоа е толку многу да би ги навредил останатите милион. Има толку многу исклучувања и толку многу глупости направени, да им нема крај. Замислете, еден од овие наши извидници немаме јаже за чамецот. Нема јаже. Нема од кај да купиме во чајно. Оди тој во црковен двор, врзано магаре, го одврзува магарето, го доноси јажето. Од црква да украде. Ако збориме за крадење, да ви кажам едно... Ке не отепа, магарето си избегало. Ќе ми платите магарето, а некој не видел или на клеветето. Джани беше. Джани е тако. Гледај сега, вака, значи, пука Чернобил, која година беше тоа? 86-та, така. И ние сме на плојда и идеме доле до Гевгелија. И нормално немаме радио, немаме ништо, као по обичај крадеме луѓе што отишле на 1 мај гајба пиво, он не гледа, ти ја ставаш и чамец, продолжуваш натаму, значи има салата од бавча, а на едно време ни снема леп и некој отиде у некоја село, да не го кажам многу далеку, да не го кажам дека оноа, и таму нешто кажуваат дека пукнала некоја си термоцентрала и дека ништо не смеело да се јаде.
Значи тоа ни го кажува 4 дена од кога се утепавме од јадење све тоа. И било тоа радиоактивно, а ние радио немавме кај нас, уопште, така да не знаеме што е радиоактивно тоа што сме го јадеме. Важно тоа што одевме до Гелија. И немавме никаков инцидент сем до Демиркаписка клисура. И таму малце не се преврте чамецот, никој не се удари, сем опрема на Ипогале. И еден беше толку добро насликан што почна да гњури да ги бара колчињата. А шаторот беше покрај него. Него друго, кога сме више, кога почна со крадење, ќе ви раскажам ја една случка, што боеше да излезе, може не се... Не беше тоа крадење, тоа беше снаоѓање. Да, и ова е снаоѓање. Не знам која година, кога не ти дали се сеќаваш, штафетата ја чувавме на Кале. Да, тука. На Кале, штафетата која се предаваше на другарот Тито. И сите скопски извиднички одреди направија на населба горе на Кале. И домаќин на штафетата у тоа време беше, бидејќи она беше најактивна, старешината на браќа Миладинови Рада Бороевиќ, таму беше, има и твои слики, таму беше направен еден простор за седење и на средина беше ставена штафетата и цела вечер преспиваше, значи, кај нас извидниците и утре дента требаше да си го продолжи својот пат низ цела Југославија за на 25 мај да му се предаде на другарот Тито. И ние за сето тоа време добивме и храна, што али ние од Галеб ја изедовме цела таа храна и сега вечерта немаме храна а ни се јаде. Ристевски Ристе Шљак што го споменав преска, сега покоен, и Чавор Илиријан Фрча смислуваат план како да дојдат до храна, бидејќи целата храна се наоѓа во кампот на браќа Миладинови, односно кај што е Рада Бороевиќ, нивниот старешина. Фрча и Шљак се мислат што да прават и измислуваат дека ќе украдеме штафетата, а имаше и полиција, обезбедување, мислам, тоа беше настан, дојде и у тоа време Чемерски палеше секретар, Логорски оги, тако ти текнува горе, Марама му славме и така натака. И Фрче Шљак сторија ние да украдат штафетата и да оценуваме Рада Бороевиќ. Она е одговорна. Она е одговорна. Иако таа не беше оригиналната штафета, да се разбереме, секогаш имаше копии кои за да може... Оригиналната у кола седи. У кола седи негде, не е битно. Али они успеа да украдат штафетата. И тоа се направи една паника горе на Кале. Каде е штафетата? Двајцава уценуваат. Или храна, или штафета. И на крај произлезе дека мора да дадат храна за да вратат двајцава штафетата. Се умеша полиција, сериозно е сватија работата. Па ја нема Сериозно штафетата нема. Каде е штафетата? Али ние ја за Шљак и Фрча зема за храна. Да си останат членови понатаму. Нема никогаш да ги напуштиш извидниците. Да бидат коректни во однесувањето, да почитуваат сите начела на извидничкава организација, само може добро да научат. Само добри луѓе да станат. Лошо никако. Лоши луѓе ние во организацијата сме имале ретко, но самата организација ги исфрлаше, членството ги исфрлаше. Да, тоа е точно. Да бидат активни, да помагат на организацијата, да станат добри раководители на организацијата и нема надзад враќање.